Повеќе илјади демонстранти во Австралија и Нов Зеланд се приклучија на женскиот марш кој се организира денеска ширум светот во знак на протест против новиот американски претседател Доналд Трамп. Во Мелбурн се собра околу 5000 жени и мажи, додека во Сиднеј околу 3000 луѓе во Хајд паркот, од каде ќе заминат кон американскиот конзулат. Демонстрантите носат пароли на кои пишува: "Се тепам како девојче и феминизмот е мојот одговор за Трамп." Предходно околу 2000 луѓе мирно маршираа во 4 градови на Нов Зеланд. Во текот на денешниот ден се планирани околу 673 маршеви во светот, како и главниот протест во Вашингтон, каде се очекува повеќе од 2 милиони луѓе. За време на изборната кампања Трамп често беше критикуван за неговиот став и јавни изјави кон жените. Главниот настан од женскиот марш ќе се одржи во Вашингтон, каде е планирано десетици илјади луѓе да го изразат својот став кон Трамп. Организаторите велат дека сакаат администрацијата на Трамп да го слушне нивниот глас. Шефот на полицијата на округот Колумбија во Вашингтон изјави синоќа дека се уапсени 217 лица кои се товарат за предизвикување немири и нанесување полесни повреди врз 6 полицајци за време на вчерашните протести против претседателот Доналд Трамп. Полицијата била принудена да употреби солзавец во судирите со демонстрантите. Властите во Вашингтон нема да толерираат насилство од страна на учесници во собирите против Доналд Трамп, изјави градоначалникот на главниот град Муриел Баузер. Маскирани демонстранти во црна облека кршеа прозорци на ресторани, банки, автомобили и фрлаа канти за смет во центарот на Вашингтон, пошто се судрија со полицијата. Тоа се случи непосредно пред почетокот на претседателската инаугурација на Доналд Трамп. Противниците на Трамп најмногу се гневни на неговите коментари за време на предизборната кампања во врска со жените, легалната миграција и муслиманите, како и најавата дека ќе изгради зид на границата со Мексико.